Мојот убав и драгоцен цимер, Ванчо Петрушевски, мојот чичко Ванчо ви кажа се што се однесува до оваа квази политика што се води. Јас малку ќе ви позборувам за мудреците. Постојат мудреци, да, ама постојат мудреци безвремени, која создале цивилизацијата во Европа. Но денеска што имаме? Имаме мудреци современи, мудреци од лудило обземени, мудреци за власт заслепени. Тоа е срамота. А имаме и наши мудреци. Имаме вистински, но имаме и мудреци од глупост бремени. За жал, таквите нас не прават нездрави. Но здравието е во умната и прецизна и права мисла, а нашата мисла е една, мислата за Македонија. Македонија, 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 Македонија. Во книгата над книгите се вели: кој тебе со камен, ти нему со леп. Почит. Но, што ако се камењата куп, а лебот трошки? Ке ги делиме. Да, јас велам да ги делиме. Но, едното да го посееме, тоа што е помалку, за повторно да никне, а со каменот да градиме, а не да разградуваме и да дупнуваме глави. Оти, ова што го прават, овие овде скриени зад стакло и железо, забораваат дека целата цивилизација почнала од земја, камен и леп. И затоа една порака и деновиве по оние антисоцијални мрежи, за мене се тоа веќе. Некои други пак мудреци што не се појавуваат, па електронски ми прават приши. Сакам да ги поздравам со полно срце и тие се уште мој, но да им порачам дека со пизма напишана, каде ќе одат кога ќе се видиме. Вака само ја разградуваат куќата Свет на Раци со човек кој ја посеал оваа мисла од овде, ја овоплотил Македонија во Европа. Следно на тоа, без Македонија Европа нема. Македонија! 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 И една музичка порака, само ќе ја почнам. Едно име имаме во душава, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Едно име имаме во душава, го носиме, за тебе живот даваме, о Македонија. Ви благодарам, мој најубав народе. Ќе се видиме пак, дај може се помалку да треба да се.